Добродојдовте во урбаните вести. Светската здравствена организација тврди дека 35% од жените во светот трпат никаков вид на насилство. Повеќе за ова во продолжение на вестите, а сега ги гледаме денешните наслови. 13,9% од македонците имаат хронично бубрежно оштетување. Во Македонија 60% од децата имаат потреба од логопед. 35% од жените во светот трпат насилство. Промената е рутата на автобусот за туристичко разгледување на Скопје. Околу 200 граѓани годишно заболуваат од хронично бубрежно оштетување. Во Македонија околу 30,9% од населението боледува од оваа болест, која почесто ги напаѓа мажите за разлика од жените. Бубрезите и здравието на жените е насловена конференцијата која денеска се одржа во пресред на одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот. Одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот оваа година се совпадна со Светскиот ден на жената, па оттаму и конференцијата беше посветена на здравието на жените. Доктор Оливера Стојчева Танева од клиниката за нефрологија потенцира дека мажите се тие кои што повеќе страдаат од бубрежна болест и недоволна функција на бубрезите, па оттаму и смртноста кај нив е поголема. Во Македонија студијата покажа дека околу 13,9% од населението има хронично бубрежно оштетување. Секоја година од оваа болест заболуваат околу 200 нови пациенти. Значи, од година на година, според податоците, постојано расте бројот на болни кои што се лекуваат со оваа терапија, и мажи и жени. Морам да кажам дека мажите се нешто повеќе застапени од жените, значи во поголема бројка, но тоа е само за терминалната фаза, значи кога веќе има потреба од диализно лекување. Значи постојат некои заштитни фактори кај жената. Значи прогресијата е многу побавна и исто така има уште еден факт, а тоа е морталитетот, значи смртноста, и потоа кога ќе се започне со диализно лекување, за жал е поголема кај машката популација отколку кај женската. Тука допринесуваат не само хроничната бубрежна болест, туку и компликациите. Најчесто тоа се срцевите заболувања, значи многу почесто кај мажите ги има и затоа смртноста е поголема кај машката популација. Председателот на Сдруженијето Нефрон Душко Георгиев потенцира дека изминатиот период значително се подобрени условите за третман на пациентите со бубрежна болест. За разлика од порано, сега секој пациент има можност во местото на живење да прави диализа, со што значително им е подобрен животот на пациентите. Во изминатиот период е направен еден значаен исчекор во делот на диализниот третман, значи значително се подобрени условите на диализа, апаратурата и материјалите што се користат. Сето она што беше порано е веќе минато и пациентите се трудат што побрзо да го заборават. Значи сега секој пациент може да прави диализа во местото на живење, да има пристојни услови за диализа, да користи современа апаратура и машини. За навремено детектирање на болеста постојат едноставни рутински тестови. Се мери креатининот во крвта, се калкулира бубрежната функција и се мери излачувањето на албумин. Докторите од клиниката за нефрологија препорачуваат редовно вежбање, неупотребување аналгетици без рецепт, контролирање на тежината, правење прегледи еднаш годишно, конзумирање здрава храна, запознавање на медицинската историја на семејството, мерење на крвниот притисок и холестерол. Според последните истражувања во Македонија, во последните неколку години бројот на деца со нарушувања во говорно-јазичниот развој се зголемува. Околу 60% од децата имаат потреба од логопед. Ова покажува дека и потребата за логопеди се зголемува. Во последните неколку години бројот на деца со нарушувања во говорно-јазичниот развој драстично се зголемува. Според последните истражувања, околу 60% од децата спаѓаат во оваа категорија. Ова беше истакнато на првата стручна конференција што се одржа по повод Европскиот ден на логопедијата 6 март. Конференцијата е во организација на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје и Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас Битола, а во соработка на Сојузот на дефектолози на Република Македонија. Силвана Филипова, логопед во Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје, информираше дека во Македонија потребата за логопеди се зголемува, а со тоа се зголемува и важноста на оваа професија. Преку овој ден ние сакаме да ја искажеме, да подигнеме свеста за значењето на нашата професија. За таа цел логопедите од Европа секоја година на овој ден дебатираат на една тема.
За 2018 година тема е алтернативна и аугментативна комуникација, односно дополнителна или комуникација замена за природниот говор. Филипова додаде дека логопедите во Македонија имаат потреба од формирање на здружение кое ќе биде дел од Европската асоциација на логопедите и кое ќе ги штити интересите на логопедите. Имаат потреба од квалитетно образование на академските студии, исто така имаат потреба од поголемо вклучување на логопедите во здравствената заштита, бидејќи во Македонија има општини со околу 4000 жители, па и цели региони каде што во системот на здравствената заштита нема ниту еден логопед. Во Македонија состојбата не ги задоволува потребите на пациентите со нарушување во вербалната комуникација, односно во Завод за рехабилитација на слух, говор и глас во моментот имаме 42 двајца вработени, од кои само 14 се логопеди, 2 сурдолози и 1 аудиометри, што оддалеку не ги задоволува потребите на пациентите. И од тука апелираме за воведување на стандарди во работата, воведување на норми, примена на соодветни методи во работењето со патологија. Одбележувањето на Европскиот ден на логопедите им овозможува да покажат дека логопедите низ цела Европа имаат заедничка цел и дека работат заедно за да направат динамично влијание врз промовирањето на здравјето и благосостојбата кај децата и возрастните со нарушувања во комуникацијата. Европската асоциација на логопедите порачува дека превенцијата на нарушувањата на комуникацијата може да се постигне само со размена на знаења и искуства помеѓу логопедите ширум Европа. Градење критична маса за поддршка на усвојувањето на Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот, како и мобилизација и зајакнување на синдикалните активности за елиминирање на родовото насилство во светот на трудот, се целите на кампањата спречување на насилството врз жените и мажите во светот на трудот. Податоците на Светската здравствена организација покажуваат дека 35% од жените во светот трпат некаков вид на насилство. Според податоците од Светската здравствена организација, 35% од жените во светот трпат разни видови насилство, дома, во нивните заедници или на работното место. Во Европа пак, помеѓу 40 и 50% од жените доживеале несакани сексуални вознемирувања, физички контакти или други форми на сексуално вознемирување на работното место. Токму поради тоа, Сојузот на синдикатите на Македонија дава поддршка на кампањата на Меѓународната конфедерација на синдикати и активно се вклучува во глобалната активност за поддршка на Конвенцијата и препораката на Меѓународната организација на трудот за спречување на насилството врз жените и мажите во светот на трудот. Кампањата има за цел градење критична маса за поддршка за усвојување на Конвенцијата на МОТ со посебно внимание на родовата димензија на насилство, како и мобилизација и зајакнување на синдикалните активности за елиминирање на родовото насилство во светот на трудот. Председателката на секцијата на жени при Сојузот на синдикатите на Македонија, Елизабета Гелевска, истакна дека првите дискусии ќе се одржат на 107-та седница на конференцијата на МОТ во јуни оваа година. За жал, се уште денеска на меѓународно ниво не постои еден единствен закон кој би представувал основа за спречување на насилството на работното место во светот на трудот, секако со посебен акцент на родовото насилство. Меѓународната организација на трудот при крајот на 2015 година отвори можност за донесување на еден ваков закон кој ќе ги одреди стандардите. Кога зборувам за стандардите, што зборувам до сега, сите овие прашања немаат никакви конкретни закони, а бидејќи представуваат разни облици на насилство, бидејќи насилството не е само физичко насилство, туку многу пошироко, мора да се определуваат стандарди за сите во светот, па се разбира и за нашата земја. Ние како синдикати во изминатите години, долги години баравме донесување на една ваква конвенција, секако со препорака, бидејќи сметаме дека конвенцијата заедно со препораката представува една добра основа која ќе се бори против насилството врз жените и мажите на работното место со посебен акцент на родовото насилство. И уште стоиме на ставот дека препораката
заедно со конвенцијата представуваат силно оружје во созбивање на ова зло на денешницата. Податоците покажуваат дека родовото насилство во светот на трудот е широко распространето и представува заедничко искуство за жените работнички во сите индустрии и сектори на глобално ниво. Оваа кампања треба да придонесе за усвојување на конвенцијата и спречување на насилството врз жените и мажите во светот на трудот. Во пресрет на 8 март, празникот на жените, град Скопје го најавува одржувањето на манифестацијата Вечери на женски права. Оваа манифестација годинава ќе се одржи по 9-ти пат во кино Фросина. Со голем број проекции, изложби и дебати, годинава ќе се одржи 9-то издание на манифестацијата Вечери на женски права. Како што информираат од град Скопје, вечерите на женски права се културна алтернатива во одбележувањето на 8 март, како еден од најсветлите датуми во историјата на правата за жените и родовата еднаквост. Големиот број на настани во рамки на овогодинешното издание на Вечери на женски права ќе се одржуваат во Младинскиот културен центар и истите ќе започнат во 20 часот во кино Фросина со отварање на изложбата Признаените наспроти невидливите жени. Во рамки на манифестацијата ќе биде прикажан шпанскиот документарен филм Граници и ветувања, наменет за лица со возраст над 12 години, пошто ќе следуваат разговори со Ана Јовковска и незините соговорници на тема Сега е моментот, сите за родова еднаквост. Активностите од вечерите на женски права ќе продолжат од 26 до 31 мај во Кинотека на Македонија, каде ќе бидат прикажани проекции на повеќе документарни филмови. Настанот се организира под покровителство на градот Скопје во соработка со UN Women, Кинотека на Македонија, Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, Институтот за родови студии при УКИМ во соработка со шведската амбасада во Скопје. Општина Аеродром бара начин да спречи изградбата на станбената зграда на зеленилото кај Мајчин дом. Општината на обвинувањата на јавноста реагира со оправдување дека деталниот урбанистички план бил донесен за време на старото раководство на Општина Аеродром. Откако деновиве во медиумите се актуализираше темата околу изградба на висококатници на зелени површини во аеродром, со свој став излезе и градоначалникот на општината. Во соопштение, Општина Аеродром информира дека градењето на 9 катница на плацот пред Мајчин дом е спротивно на заложбите на сегашното општинско раководство. Во општината досега не е пристигнато барање за одобрение за градба, ниту какво било барање во однос на конкретната парцела и согласно тоа не постои проектна документација за објектот, велат од аеродром, и појаснуваат дека со ДУБ и 10 изгласан од претходното раководство во април 2017 година. Парцелата пред Мајчин дом се наменува од зона D1 Парковско зеленило во зона за станбено домување А2. Во тој период имаше голем број реакции од јавноста во однос на детално урбанистичкиот план и сегашниот градоначалник јавно говореше против носење на одлуката парцелата да се притвори во градежна и покрај големите заложби против ваквото решение. Претходното раководство го донесе детално урбанистичкиот план и 10, кој е веќе стапен на сила, потенцираат од Општина Аеродром. Според деталниот урбанистички план, тука се предвидува изградба на објект кој вклучува приземје плюс 8 ката и поткровје. Општина Аеродром во моментов ги разгледува сите правни механизми и бара начин да ја спречи градбата на плацот пред Мајчин дом, завршуваат од општината. Најмладите жители на општина Карпош ке дишат чист воздух благодарение на општествено одговорните компании кои во неколку наврати донираат прочистувачи на воздух за градинките. Денеска 12 прочистувачи донираше Ротари клубот Скопје Камен мост. Ротари клубот Скопје Камен мост денеска донираше 12 прочистувачи за воздух, 6 за градинката Распеана младост во Карпош 1 и 6 за Урце Николов во Карпош 4, со што комплетно се опремени уште 2 градинки во Карпош со прочистувачи за воздух. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев нагласи дека оваа акција за донирање на прочистувачи на воздух покажува дека е можна соработка меѓу институциите и компаниите. Претседателот на Ротари клубот Иван Новаковски истакна дека иако овие донации не го решаваат трајно изворот на загадувањето, сепак времено го подобруваат квалитетот на воздухот кој го дишаме. Тој најави дека Ротари клубот во следниот период ќе работи на подигнување на јавната свест кај најмладите, учениците од основните училишта и потребата од чист воздух и здрава животна средина.
Скопје никако и странските посетители на македонската метропола. Од сега ќе имаат можност да ги разгледаат знаменитостите на главниот град по нова рута, која ја вози двокатниот туристички автобус. Промената на рутата произлегла од потребата Скопје да се прикаже како мултиетнички град. Двокатниот автобус за туристичко разгледување на Скопје почна да вози и преку Вардар, до повеќе знаменитости од другата страна на градот. Првпат дел од туристичкото разгледување на Скопје е и старата скопска чаршија, калето, а новите како и повеќе џамии. На рутата е ставен и градскиот стадион и хотелот Континентал, а наскоро туристите од автобус ќе можат да го видат и аквадуктот. Како што изјави директорката на ЈСП Турс за прва Скопска, Сонја Митриновска-Боева, оваа промена се должи на потребата да се прикаже пред се Скопје како мултиетнички град и град на солидарноста. Странските туристи ќе имаат можност да го запознаат Скопје какво што го изградил Кензо Танге, да ги видат кебапите на Фергусон и тавче гравче на Роналдо. Новата рута, како што вели Боева, е креирана од страна на неколку туристички агенции и комори на Македонија. Туристичкото разгледување трае 1 час со најава за зголемување на 1,5 час, откако, на пример, дел од рутата ќе стане и аквадуктот. Туристичкиот автобус вози секој работен ден по 11 и во 13 часот. Почетна и крајна станица останува Порта Македонија, а цената на билетот е 150 денари, со уште едно гратис возење за редовните автобуски линии во Скопје. Од 11 до 13 мај во Скопје ќе се одржува фестивалот на креативни уметности Скопје Креатива, кој градот го финансира со 3,6 милиони денари. На фестивалот може да учествуваат креативци со подготвени проекти кои ќе имаат можност да аплицираат до 21 март. Град Скопје го објави јавниот повик за поддршка и промоција на предлог проекти за реализација на програмата за развој на креативните индустрии Скопје Креатива 2018. Мотото на Скопје Креатива 2018 е 7 times to creativity, или 7 пати до креативност, и ќе се одржи од 11 мај до 13 мај 2018 година. Градот Скопје оваа година финансиски ја поддржува Скопје Креатива со 3,6 милиони денари. Проектите треба да се од областа на дизајнот, применети и функционални креации, визуелни уметности, културни локации, нови медиуми, креативно-едукативни услуги, изведбени уметности, аудиовизуелни уметности, традиционални и културни изразувања, издавачки и печатени медиуми со акцент на применливото. На конкурсот се повикуваат учесници кои ќе аплицираат за целосна или делумна продукциска финансиска поддршка, но и учесници кои не бараат никакви финансиски средства, а се пријавуваат за фестивалски настап со конкретен проект. Трудовите ќе ги оценува стручна комисија. Подносителите на пријавите за резултатите ќе бидат информирани во писмена форма во рок од 15 дена по истекувањето на конкурсот, односно по донесувањето на одлуката за избор на најповолни понуди, соопшти прес-службата на градот Скопје. Конкурсот е отворен до 21 март. Полека се стабилизира состојбата со поплавените подрачја. Според информациите на управувачкиот комитет, ситуацијата е најкритична во северозападниот регион на Република Македонија, но и во Пелагониската котлина, како и во градот Скопје, каде има изливање во Зелениково и ке зградата на фондот на ПИОМ. Институциите надлежни во делото на превенција и справување со поплави од денеска треба да спроведат активности согласно заклучоците од вчерашната седница на управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи. Според информациите на управувачкиот комитет, ситуацијата е најкритична во северозападниот регион на Република Македонија, но и во Пелагониската котлина, како и во градот Скопје, каде има изливање во Зелениково и ке зградата на фондот на ПИОМ во Скопје. Значително се зголемени водостоите на реките Вардар, Црна, Треска, Сатеска, Радика, како и на реката Пчиња. Поплавувања се регистрирани во горните текови на Вардар, Црна и реката Треска и нивните помали притоки. Имајќи ги предвид најавите на управата за хидрометеоролошки работи за нови врнежи од дожд во следните 24 часа, управувачкиот комитет за справување со кризи донесе неколку заклучоци. Согласно заклучоците на управувачкиот комитет, Министерствата за транспорт и врски, за внатрешни работи и за одбрана, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и АД водостопанство на Република Македонија, како и заедницата на единиците на локалната самоуправа,
треба да одржат координативни состаноци со сите надлежни институции под нивна надлежност, со цел правење детален акцијски план со работни активности по институции, согласно расположливите ресурси од институциите, во насока на превентивно делување за спречување на поплавите. Се препорачува на овие координативни состаноци да се стави акцент на состојбата со речните канали на територијата на Македонија, посебно на подрачјата на погодените општини, и доколку е потребно да се преземат активности за итно чистење на каналите. Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со општините од Полошкиот, Пелагонискиот и Скопскиот регион и регионалниот штаб за управување со кризи треба веднаш да преземат активности за санација и расчистување на теренот каде е потребно да ги стави во функција сите водни пумпи со кои располага, со цел нивно користење и справување со настанатата ситуација на територијата на општините. Дирекцијата за заштита и спасување треба исто така да управувачкиот комитет да достави преглед за тоа со колкав број водни пумпи располага, каде во моментов се наоѓаат истите, во каква состојба се и колку лица може да управуваат со нив, доколку институциите утврдат дека има потреба за ангажирање на силите на армијата на Република Македонија, навремено да ги достават неопходните информации до АРМ, а армијата да биде подготвена за да одговори на барањата. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со сончеви периоди. Температурата ќе достигне до 16 степен. Во четврток температурите ќе се движат од 5 до 13 степени, во петок од 2 до 14 и во сабота од 2 до 17 степени. Со оваа информација ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер. Довидување.